папо, че излезен по вличалки, немаше никакви документи во себе. Дотидовме да го вземеме со личната негова карта, таму уште 2-3 сата се задржавме, се вративме, значи некаде околу 23 часот ноќта. Наместо нас да не санкционираат граѓаните што не сме виновни воопшто, особено за вакви работи, треба навистина да си преземат надлежните органи она што е до нив, инаку ќе бараме одговорност од нив. Ние сите тука исто ќе се здружиме и ќе бараме претен или ако не постапат и не одговорат зашто си уште не се реагира по ова барање, ќе бараме одговорност бидејќи секојдневно не се решава проблемот и штетите се зголемуваат. Благодарам, препуштам на друг некој да каже свој предлог можеби евентуално и да придонесе во ова барање. Драги граѓани, еве јас се јавив да ви кажам нешто. Живеам подоле на Волгоградска улица. Вие може би знаете, али сигурно знаете дека овде се дивее навечер. Значи се дивее со возила, со скинати ауспуси, мотори. Значи тоа е дивење невидено. Али затоа нашите полицајци имаат рейбан ночари и не можат да ги видат. Значи ги знаат кои се и ништо не се презема. Не тоа толку сакам да ви кажам, значи не се живее тука. Јас предлагам покрај семафори на овај да има и уште еден пешачки премин доле. Значи ние сме принудени да вртиме од Тетово за Куманово за да стигнеме од другата страна. Ако ќе има пешачки премин, Бога ќе се позамислиме од се. Значи семафори тука, таму пешачки премин. Тоа е мојот предлог. А иначе јас во 3 сата, замислете, во 3 сата под прозор некој со ауспук да те здрма срцето, да ти застане, да знаеш што е, дали е земјотрес, дали е поплава, дали е атомска бомба. Ете, тоа се нашите чувари на редот и мирот. Јас само да додадам дека во континуитет гледам малолетници на мотори, дење ноќе, особено преку викенди, особено после 11 часот, како дивеат по клубите, по булеварите. И ја просто се прашувам, зошто порано, еве јас сум дел на бивша Југославија. Порано имавме ние тука комшински, малски полицајци. Што стана со тоа? Кај се тие оде ако паркинзи проверува кои се тие луѓе. Тука сега има нова тенденција, од Ѓорче се тркаат, па вртат или по Вич, или по Софиска. Ја дури мислам дека и семафорот нема да биде решение. Зошто како што се забрзани, ќе брзаат зелениот бран да го фатат, и тоа веќе го гледаме како се случува од Сити Мол до универзална или бивша универзална. Значи трчаат по зелен бран, потоа кочат, создаваат бука, значи системско решение. Семафор да, мотори не, може би е уште подобро онаков семафор во Европа како што е сега и еколошки да се намали бучавата, каде што се стиска едно копче, па се да застане. Да, наместо тука бучави и да трчаат за зелен бран. Значи се бараат и креативни и системски решенија и она што се нарекува полицијата да биде во служба на жителите само каде што живеат. Да ги знаат тие што возат, да ги знаат кои се комшиите. Мене кој не ме знае, мене и мајка ми. Тука сите се знаеме, сега ја деца не гледам на тука. Значи мора да има некој да избегнува проблем. Што надминува оваа улица. Пред една недела викенд живееле на Блаер. Во обратен правец возеле малолетници со мотори. Значи ова мора да престане. Како ќе се снајдете вие, што ќе правите? Одговор мора да добиеме, Б, желни сме за креативни солуции. Исто така, значи не само семафор, да, не, него системски солуции. Можете еве тука да ги пилотираме ако сакате. Со граѓаните, улица Вич или веќе
пошто гледам дека испоредните улички веќе се диват. Окорнени. Браво. Друга косака. Јас волонтирам да појдам во МВР и да бараме заедно со улици. Кој сака да дојде, можеме да се договориме. А на комшиката има мој број или заедно можеме да видиме што може, што не може. Дописи се дописи, да? Разговор е разговор. И да прашаме зашто до сега не... Да гледаме во иднината, да видиме од сега навамо како да го решиме тоа. Ако бараме кривци зашто вие не дописи овона, ќе пак ќе отидеме на нула, таков не е менталитетот. Значи, можеме и да бараме право урбано живење. Значи, не мора да е семафор тука ни бучи под балкон, ненака ни бучат мотор. Можеме и креативно решение. Тука не. Ајде да кажам два збора. Видете, се стремиме за Европа. Ама за во Европа да влеземе треба да бидеме европејци. А тие како се однесуваат? Европејците се однесуваат, имаат они, нема шо полицијата да ги прка. Има камера, на камера снимени, само дома доаѓа по сликата, казната и он се плаќа 300 евра. Ако закасни 5000 евра. Кога тоа ќе се деси кај нас, тогаш можеме во Европа да влагаме. Вака само можеме да си сањаме за Европа, а да бидеме, не знаеме во која некоја, да не ги напаѓам афричка или било која друга држава. Ние можеме да бидеме европејци на ваков начин. Затоа ве молам сите да знаете дека треба да се освестиме и да го вклучиме и срцето и умот. Да бидеме со умот разумни, а не безумни. Безумни ќе доста беше 30 и кусур години, тие што не водат само гледат за личен интерес, а не наместо да мислат за народот. Народот никој не го гледа и тешко на народот. Благодарам. Јас сакам нешто да потикам на едно, да видиме свештените граѓани како во другите европски земји, така и ние по овој наша Република Македонија. Многу несвесни граѓани проаѓаат од тротоарот преку старот Тревникот и претрчат преку улица. Затоа треба да има безбедено пешачки премин овде каде се проаѓаат, а оние граѓани што проаѓаат низ Тревникот, полицијата треба да има или камеренца да ги забележи и да ги казва за тако 50 евра. Па тој ќе се свести тој пат дали ќе потрча преку улицата или не. Тоа ми е најголема жалост, зашто порано имаше полицајци кои проминуваа преку улицата и ги казнуваа. Сега нема никој страдал. Затоа ги замолам полицијата да стават како дежурни кон камери, да може слободно да ги казват несвесните граѓани. Благодарам многу. Колку време имаме да не држиме и премногу тоа што е најавено, се заблагодаруваме на надлежната служба од МВР што навистина овозможија да се реализира оваа блокада. Да, и дека соработката беше, мислам дека и за нив беше на ниво како што е потребно. И така да продолжиме и ќе може да издействуваме се на најдобар начин што не засега во нашето живење. Сега да се договориме за утре, значи ние што сме тука, а и другите да ги известиме повторно,
да видиме на ова место како што е најавено од 17:30 до 18:30, а во меѓувреме ние ќе се обратиме до МВР, бидејќи нели таму треба да се добие таа согласност, како што вела дека не е спорно дека треба да се постави таква сигнализација, и еве може да се организираме, да отидеме со нашата комшика, да, и ќе прашаме и ќе дознаеме што всушност и треба и што се е можно да се примени на овој пешачки премин. Зависно од одговорот кој ќе биде, ќе го соопштиме утре овдека во 17:30 на истото место, и потоа доколку треба нешто од нас ќе поставиме како што ќе не упатат. Да, утре исто така ќе бидат повикани и медиумите. И денеска беа повикани, меѓутоа гледам дека нема некој од нив дојдена, така што уште еднаш ќе го повториме ова со тоа што ќе известиме за тоа што е одговорено во МВР за ова прашање. Ви благодарам што бевте дел од ова, што се поддржа барањето на сите подписници на петицијата и ќе останеме во контакт. Може да размениме и контакт со некој од вас или да се запишеме на тетрадка, да можеме да комуницираме за овие прашања заеднички. Да не задржуваме, благодарим уште еднаш на полицијата. Иде направи за полицијата.